Со положување свежо цвеќе и краток историски час во спомен паркот кај селото Рајчани беше одбележена 118 годишнината од загинувањето на македонскиот револуционер и претседател на Крушевската република Никола Карев. Членови на изведничкиот одред Ластовица и ученици од основното училиште Никола Карев изведоа марш до местноста Свиланово, каде што загинал Карев. Делегации од општина Кочани, од основното училиште, граѓански издруженија и други гости му оддадоа почит на великанот, а краток осврат за неговото действување и последната битка даде професорот Сашко Стефановски. Обраќање пред присутните имаше и директорот на училиштето Александар Андов. Во рамки на одбележувањето на годишнината, општински делегации и граѓански издруженија од Кочани положија свежо цвеќе на споменобележето на Никола Карев во паркот на Револуцијата, како и на споменикот во близина на селото Тркање. При тоа беше истакнато дека Никола Карев зазема едно од највисоките места во националното паметење за бројни македонци кои ги положиле животите за создавање на своја самостојна држава. Карев е предводник на Крушевското и Линденско востание и реализатор на првата македонска народна востаничка власт. Со тоа ги обележал почетоците за остварување на многовековниот сон на безброј македонски генерации да имаат своја држава. Основното училиште Никола Карев организираше пригодна свечена програма со која го одбележа патрониот празник и 66 годишнината од основањето. Во училишната спортска сала со музички, драмски точки како и рецитали настапија ученици кои упатија пораки за мир, толеранција и соживот. Во рамки на програмата беше истакнато дека вработените и учениците се горди на својот патрон, на неговото дело и духовната борба, како и на заложбите за напредок, поради што единствен начин да му се оддаде почит е да се продолжи неговиот пат со идеи и дејства за понатамошен развој. Истакнати беа и постигањата на училиштето и учениците во периодот меѓу двете одбележувања на патрониот празник. Одлични резултати постигнаа учениците по надпреварите математика, англиски, германски јазик, географија, биологија, природни науки, хемија, ликовните и литературните конкурси од кои имаме меѓународни награди. Сите тие заслужуваат да бидат именувани поединечно, но навистина бројот е голем и затоа тие ќе бидат наградени од самото училиште и јавно ќе бидат представени. Сите тие заедно со нас ги градат заедничките успеси. Сите тие исто така се успеси се причина повеќе за мене како раководител заедно со сите вработени во самото училиште да се залагаме за подобрување на условите за работата на училиштето и вработените. Од почетокот на учебната година до сега се реализирани повеќе проекти. Во рамки на свечената програма по повод патрониот празник на основното училиште Никола Карев беа доделени плакети и признанија на институции со кои ова училиште соработува и кои дале свој придонес во неговиот развој и напредок. Владимир Грчев, ученик во 7-о одделение во основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани, влезе во тимот кој ќе ја представува Македонија на Балканската и Европската олимпијада по информатика. Правото за учество на меѓународните надпреварувања тој го стекна со освојувањето на 3-то место и бронзениот медал на 4-та македонска јуниорска олимпијада по информатика, што во средата се одржа во Скопје. Со подршка од менторката Наде Давидкова, Грчев постигнува одлични успеси што го вбројуваат меѓу најдобрите ученици во државата, а за што признание доби и од Сдруженијето на информатичарите на Македонија. Претходно на државниот надпревар по информатика за програмирање во C++, што се одржа на 25 март во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ во Скопје, Грчев го освои првото место и златниот медал. Основното училиште Малина Попиванова успешно го заврши проектот Цели за одржлив развој на учениците, како дел од Еразмус Плюс програмата на Европската Унија. Во тие рамки се одржа и завршна презентација на реализираните активности и исполнувањето на зацртаните задачи кои почнаа во 2021 година. Во проектот беа вклучени 4 партнери, од кои 2 од Македонија и по едно училиште од Бугарија и Хрватска. Покрај Кочанското основно училиште, кое е носител на проектот, соработката се реализираше и со невладината организација Еколоджикот Скопје. Во овој проект беа изработени дидактички материјали
кои се на тема на целите за одржлив развој и се направени со цел да помогнат на наставниците кои што сакат да ги имплементираат и да ги научат своите ученици за овие цели. Исто така имаме изработено и прирачник кој што е наменет за да помогне за наставниците во учењето на далечина, кај што се споменуваат различни алатки, онлайн алатки кои што може да им помогнат на наставниците за да ја подобрат својата презентација за време на онлайн часовите, и сето тоа може да се најде на нашата веб страна, на веб страната за проектот, кој што е веќе пуштена во употреба. На завршната презентација беше истакнато дека проектот се реализирал во специфична ситуација на ковид пандемија, што пак од друга страна им помогнало на вклучените училишта да ги согледаат своите слабости во реализирањето на наставата во услови на криза. Со проектот им се помага и на наставниците да изведуваат онлайн настава, но изготвените дидактички материјали ќе можат да се имплементираат и во редовната настава што се изведува во училница. Со концертот насловен «Низ традицијата», што се одржа во средата вечерта во малата сала на мултикултурниот центар, Основното музичко училиште Ристо Јуруков од Кочани ја почна серијата концерти «Музичка среда». Честа да го отворат овој проект на училиштето ја имаа учениците кои го изучуваат музицирањето на традицијски, односно на народни инструменти. Под менторство на нивниот наставник Виктор Постолов, тие исполнија познати народни ора, што се дел од македонското фолклорно богатство, а за што од присутните во салата добија искрени аплаузи. Ова ни е прв концерт само на народни инструменти, само на традицијски инструменти, откако постои смерот. Значи, ние сме од лани, нов смер, втора година постоиме и веќе успеваме еден самостоен концерт да организираме. Значи, денеска концертот ни е во знакот на народната музичка традиција, да зачуваме македонската традиција, тоа ни е целта. Интерес има, можам да се пофалам дека за само, не ни полни 2 години, за година и пол, ние имаме веќе 12 деца во нашето училиште кои изучуваат традицијски инструменти, и тоа веќе деца кои се, втора година и веќе се спремни да настапуваат сами, да изведуваат по не една, туку по 2, по 3 точки. Така да, јас како наставник сум предзадоволен за сега и мислам дека уиднина ќе напредуваме уште повеќе. Веќе пред еден месец бевме и на надпревар во Кавадарци, освоивме второ место, така да мислам дека за година и пол тоа е и подобро од што може. Во рамки на првиот концерт покрај учениците со традицијски инструменти настап имаа и ученици на хармоника и гитара. Според најавите од Кочанското музичко училиште, серијата концерти «Музичка среда» ќе продолжат до крајот на мај, а ќе настапат и другите ученици кои се образуваат за класични музички инструменти. Одличен одзив на граѓаните имаше на редовната априлска акција за крводарување, што во рамки на планот за оваа година ја организираше Општинскиот Црвен крст од Кочани. На акцијата се собрани 48 единици крв. При тоа 4 крводарители учествуваа за прв пат. Одличниот одзив е добра најава за успешно исполнување на планираните количини крв за 2023 година. Овие акции се организираат секој последен четврток во месецот. Ова е 7-ма планирана акција за оваа година. Акцијата се одржува во соработка со Институтот за трансфузионална медицина од Скопје. Акцијата денеска започна во 8:30 часот и е планирана да трае до 14 часот. До сега имаме голем број на дарители кои посетија овие акции, даруваа крв, околу 30 собрани крвни кеси, така што очекуваме оваа акција да заврши со голем успех. Од Општинскиот Црвен крст на Кочани ги потсетуваат граѓаните и крводарителите дека можат да даруваат крв секој понеделник и четврток во службата за трансфузионална медицина во Кочани, или пак секој последен четврток во месецот во просториите на Црвениот крст.